Утре се велики поклади, празник меѓу народот познат како Прочка. Празнувањето на овој ден се поврзува со барањето прошка и проштевањето. Налутените, замерените и раскараните треба да си простат меѓу себе, за да и бидат простени и гревовите, онака како што ни учи Светото писмо, дека еден со друг треба да си помагаме и проштеваме. Овие основи на овој празник Прочка ги наоѓаме уште во Светото писмо, каде што и Спасителот кажувал на кој ќе им простите, ќе биде простено. Барајте да ви простат, простувајте и вие во Евангелијата. И така останало традиција меѓу православниот народ да се бара Прочка. Но верниците прават грешки, бидејќи прво бараат прошка од оние на кои не им погрешиле. Силата на христијаните е тоа да отиде да побара прошка кај оној со кого е налутен, кај оној со кого се замерил, со тој да се прости, да се измери за неговите молитви после да бидат прифатени од Бога, бидејќи Бог рекол, ако доваѓаш во храмот да принесе жртва и ти текне дека твојот брат има нешто против тебе, остави ја жртвата, оди измири се со него, па тогаш врати се и принеси ја жртвата и таа ќе биде прифатена од Бога. Прочка е празник со кој се поврзани голем број на обичаи и верувања. Носењето на понуда како знак за помирување да се побара прошка е обичај што се задржал до ден денес. Порано, а и сега се носи овошје, само порано се давало јаболка, а во поново време портокали. Секогаш младите одат кај повозрасните, децата кај родителите, комшинците кај кумовите, при тоа носејќи понуда во вид на овошје, а во последно време веќе традиција станува портокалите како понуда. При тоа бараат прошка од повозрасните со зборовите прости ми, надевајќи се и верувајќи дека ќе им бидат сите опростени сите гревови во минатиот период и дека во иднина нема да ги прават истите грешки. За Прочка по обичај се прави благо, кај нас во Штипско традиционално баклава. Од порано бил познат обичајот и со палење на оган, познат како ората копа, кој го прескакнувале децата и повозрасните да се ослободат од гревовите. Се правил и обичајот тримери кој повеќе не се прави во овој крај, но затоа како пагански обичај се практикува во Струмичко. Овој обичај е поврзан со младите невести, стотуку армасани кои 3 дена не јадат ниту пијат вода, за да подоцна отидат на гости кај свекрвата на невестата која спремала богата гозба. Словењето продолжувало со веселба, се играле ора и се пееле песни со еротски содржини. Остаток од така наречениот пагански период во поврзан со Прочка секако се и карневалите, односно маскирањето на луѓето, кое што кај нас е како традиција зачувано највеќе во Струмичкиот регион, каде што сега се одржува и веќе традиционалниот карневал Тримери. Со Прочка завршуваат зимските, а почнуваат пролетните празници. По велики поклади Прочка е чист понеделник, кога започнуваат великденските пости, кои траат 40 дена.